Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, во нашето проучување на Евангелието според Матеј, моментално се наоѓаме при крајот на глава 5, каде читаме за тоа какво треба да биде поведението на оние што се дел од Царството Небесно. Денес ќе завршиме со обработка на глава 5 и потоа ќе почнеме со читање и толкување на глава 6, каде Господ Исус зборува за надворешните искази на верата, како што се милостињата, молитвата, постот и слично. Предходниот пат на брзина ги поминав последните стихови што ги читавме, но спомнав дека од денешна перспектива навистина ми е тешко да замислам како еден бизнис би можел да се води според беседата на гората. Пред многу години архиепископот на Ирска, Меги, рекол дека според него не е возможно Велика Британија како држава да се води според беседата на гората. Не знам дали сум крвно поврзан со тој човек, но знам дека го делам неговото мислење. Ниту еден владетел, ниту еден народ не може да го примени тоа што е кажано на беседата, освен Господ Исус Христос. Кога ќе дојде момент за целосно да го воспостави своето царство, сите што ќе бидат дел од тоа царство ќе се водат според овие принципи. Стих 42. На оној што бара од тебе, дај му, и не одбивај го оној што ти сака нешто назаем. Има многу луѓе што велат дека имаат високо мислење за беседата на гората и дека навистина ги ценат принципите кои таа ги поучува, но во пракса не ги применуваат. Но, за Божите деца, овие вистини значат живот. Земете го за пример стихот што туку го прочитав. На оној што бара од тебе, дај му, и не одбивај го оној што ти сака нешто назаем. Овие зборови се упатени кон секој што искрено верува во Христос. Тој не повикува да им помогнеме на оние што имаат потреба. Тоа е едно од нештата по кои ние како верници треба да бидеме познати, дека им помагаме на другите, онака како што Христос нам ни помогнал. Во стих 48, односно последниот стих од оваа глава, Господ Исус вели: но бидете совршени како што е совршен вашиот Отец Небесен. Како можеме да бидеме совршени? Зарем ние луѓето не сме грешни? Се разбира, Господ Исус не сака да каже дека ние можеме да бидеме совршени буквално како Бог, туку сака да не поттикне да покажеме добрина кон сите луѓе, онака како што самиот Небесен Татко е добар кон сите. Тоа треба да биде нашата цел, нешто кон што се стремиме. Но кога се трудиме да бидеме добри, следејќи го примерот на нашиот Небесен Татко, мора да бидеме свесни дека само прашање на време е кога ќе се соочиме со искушението да бидеме горделиви поради нашата добрина. Затоа треба да учиме сета слава да му ја даваме на Бог, а не да сакаме или бараме слава за себе. Библијата не учи дека дури и желбата да правиме добро доаѓа од Бог. Ако желбата да правиме добро доаѓа од Него и силата да правиме добро доаѓа од Него, тогаш ние нема со што да се фалиме. Во глава 6 Господ Исус зборува за надворешните изрази на верата. Ова е важна тема за размислување. Во глава 5 Царот зборува за праведноста која неговите подданици треба да ја поседуваат. Таа праведност треба да ја надмине праведноста на книжниците и фарисеите. Овие две религиозни групи покажуваа одредена религиозност, но проблемот со поголемиот дел од нив беше токму тоа, што покажуваа одредена надворешна религиозност, но длабоко во себе нивните срца не беа променети од Бог.
Токму затоа Господ Исус му рече на Никодим, еден од познатите фарисеи во тоа време, дека треба одново да се роди. Во оваа глава Господ Исус зборува за тоа како праведноста се искажува преку надворешните дела. Тој не зборува само за делата, туку и за мотивите поради кои ги извршуваме. Само Господ, а и самите ние, можеме да ги знаеме нашите мотиви. Луѓето ги гледаат делата, но Господ ги гледа мотивите. Во оваа глава Господ Исус покрива неколку важни теми: давање милостина, молитва, пост, управување со пари, грижа за иднината. Како што можете да забележите, ова се многу практични теми од секојдневието. Првата тема е давањето милостина. Ние луѓето сметаме дека помагањето на оние кои се во потреба е еден од знаците на побожноста. Тоа е така, но не е целата вистина. Слушнете што вели Господ Исус во првиот стих. Гледајте да не ја покажувате својата праведност пред луѓето, само за да бидете забележани. Инаку нема да имате награда од вашиот Отец Небесен. Ние сме повикани да помагаме, но колку и како помагаме треба да му биде познато на Бог, а не на луѓето. Ова е навистина важен принцип. Забележете што вели Господ Исус во стих 2. И така, кога даваш милостина, не разгласувај како што прават лицемерите по синагогите и по улиците, за да ги фалат луѓето. Навистина ви велам, тие веќе ја добиле својата награда. Мое лично верување е дека Господ Исус ги кажа овие зборови со доза на сарказам. Во тоа време фарисеите имаа навика да им даваат пари и храна на сиромашните, но тоа го правеа кога на пазарите имало многу гужва и, за да ги соберат сиромашните на едно место, тие со себе носеле труба и дувале на неа. Идејата била да им се даде знак на сиромашните да се соберат, за да добијат милостина, но истовремено тие сакале сите да бидат сведоци на нивната дарежливост. Зарем не се однесуваат така и некои христијани денес? Господ Исус вели дека таквите веќе ја добиле својата награда. Можеби ќе прашате, која е нивната награда? Одговорот е тоа што нивното срце го посакува, да бидат видени и пофалени од другите луѓе. Таквите луѓе не треба да очекуваат дека за својата дарежливост ќе добијат каква било награда од Бог. Прашањето е, зошто даваме и помагаме на оние што се во потреба? Како што спомнав претходно, Господ Исус сака да си ги испитаме мотивите. Дали помагаме затоа што сметаме дека тоа е правилно, или пак со цел да не видат другите колку сме дарежливи? Ако сакаме другите да не видат и пофалат за нашата дарежливост, тогаш постојано ќе наоѓаме начини како да се истакнеме со тоа што го правиме. Нашата дарежливост никогаш нема да биде тајна, туку постојано ќе има човечка публика. Низ годините имам проповедано во многу цркви. И при тоа пасторите на тие цркви ми давале пари како знак на благодарност за мојата служба. Еден од нив имаше навика да ми го дава тој благослов пред да застанам зад проповедалната. Предпоставувам затоа што сметаше дека поради тоа ќе го пофалам пред сите. Еднаш еден пријател ми пристапи и ми рече: тој и тој човек е вознемирен. Пред некој ден ти дал пари, а ти не си ја пофалил неговата дарежливост пред целата црква. Намерно не го сторив тоа. Знам дека јавната пофалба нема да е добра за неговото духовно здравие и затоа нема да го сторам тоа. Имам еден друг пријател што кога ме благословува со финансии, секогаш ми вели да го отворам ковертот откако ќе се вратам дома. Ако некој заслужува пофалба, тогаш тоа е овој човек. Но и него не го пофалувам јавно за неговата дарежливост,
бидејќи знам дека тоа нема да му се допадне. Дарежливоста што му е угодна на Бог треба да биде само помеѓу тебе и Бог. Моментот кога за твојата дарежливост ќе кажеш на некој друг, ти всушност го губиш благословот од Бог. Денес, во нашата земја ќе сретнете добар број на црковни храмови изградени од финансиите на некој бизнисмен или богат човек. Како го знаеме тоа? Така што на градбата е изгравирано неговото име или нешто друго со кое се укажува дека тие го финансирале проектот. Таквата дарежливост е површна и нема некоја вредност пред Божите очи. Ако сакате Бог да ја благослови вашата дарежливост, тогаш давајте во тајност, без никој да знае кому и колку пари сте дале. Таквата дарежливост има вистинска вредност пред Бог. Слушнете што пишува во стиховите 3 и 4. А ти, кога даваш милостина, да не знае твојата лева рака што прави десната, за да биде твојата милостина тајна. И тогаш твојот небесен Отец, кој гледа тајно, ќе те награди јавно. Немој со едната рака да вадиш пари од джебот, а другата да ја подигаш за да бараш внимание, со цел сите да те видат колку и кому помагаш. Кога едната рака дава милостина, другата не треба да знае што првата прави. Тоа е она што Господ го вели во овие стихови. Дали живеете според овие зборови? Добро е да размислите и да си дадете одговор. Стих 5. И кога се молиш, не биди како лицемерите, кои сакаат да стојат по синагогите и крстопатите, за да се молат и да се покажуваат пред луѓето. Вистина ви велам, тие веќе си ја добиле својата награда. Голем дел од фарисеите се молеа со цел другите да ги видат како го прават тоа. Тие имаа посебни молитвени наметки кои ги носеа врз себе секогаш кога се молеа. Правејќи го тоа, тие сакаа оние што ги гледаат да знаат дека се молат. Фарисеите всушност се рекламираа себе си пред јавноста, а Исус им вели дека освен по фалбите на другите луѓе, тие нема да добијат никаква друга награда. Односно, тоа значи дека нема да добијат одговор за молитвите. Стих 6. Но ти, кога се молиш, влези во својата скришна соба и откако ќе ја затвориш вратата, помоли му се на твојот Отец, кој е во тајност, и тој, кој гледа тајно, ќе те награди јавно. Овие зборови се револуционерни во неколку аспекти. Дали забележувате дека Исус ги користи зборовите твојот Отец? Тоа значи дека им се обраќа на луѓе што се верници и го имаат Бог за својот небесен татко. Како можете да станете Божјо дете и да го имате Бог за свој татко? Во Јован глава 1 стих 12 пишува: А на сите што го примија и на оние кои поверуваа во неговото име, им ја даде власта да се наречат Божји деца. Во Евангелие според Јован, глава 3, стих 3, Господ Исус му рече на Никодим: Мора одново да се родиш. Се додека не поверуваш во Господ Исус и не се родиш одново, ти не можеш да го наречеш Бог свој татко. Стих 7. Кога се молите, не говорете многу како незнабожците, зашто тие мислат дека за своите многубројни зборови ќе бидат услишени. Пред некој ден слушнав молитва од еден човек и забележав дека 12 пати спомна една иста работа пред Бог. Господ Исус вели: не прави го тоа. Доволно е само еднаш да побараш од Отецот. Тој има добар слух. Стих 8. Вие пак немојте да бидете како нив, зашто вашиот Отец Небесен знае од што имате потреба уште пред да го помолите. Ова треба да биде нашата водилка во молитвите.
Главни одлики на секоја богоугодна молитва се искреноста и таинственоста. Молитвата е духовна практика која ве засега само вас и Бог. Но во молитвата треба да сме и едноставни, да не се повторуваме мислејќи дека Бог слуша само долги молитви. Во следните неколку стихови читаме за познатата молитва Оче наш. Оваа молитва е од исклучителна важност и сите христијани треба редовно да ја кажуваат со вера. Би ве охрабрил да ја научите напамет. Слушнете како Господ Исус ги научи своите ученици да се молат. Туку молете се вака: Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое. Навистина ми е жал што немаме доволно време за детално да ја обработиме оваа молитва, но денес би сакал да спомнам барем неколку нешта со цел делумно да ја објаснам. Во првиот дел од молитвата, Господ Исус ни кажува кому се обраќаме: на нашиот небесен Отец, кој е на небесата, и што да бараме: да се свети Неговото име. Вистинските христијани копнеат Божјото име да се свети, односно да се почитува тука на земјата. Тие не го користат Неговото име напразно, а и не сакаат да слушаат како другите го прават тоа. Стих 10. Да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Божјото царство е всушност Божјото владење. Како верници, ние сме повикани да бараме Неговото царство што побрзо да дојде. Стихови 11 и 12. Лебот наш насушен дај ни го денес, и прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. Преку оваа молитва, Господ Исус не охрабрува да се молиме за нашите духовни, но и за нашите материјални потреби. Барањето за лебот насушен се однесува на материјалните, а за простувањето се однесува на духовните потреби. Стих 13. И не воведувај во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Кога ја молиме оваа молитва, треба да бидеме свесни дека иако е пример кој ни е даден од Господ Исус Христос, тоа не значи дека ние како христијани треба да ја повторуваме само молитвата Оче наш. Се разбира, Оче наш е важна молитва и би било добро и полезно ако е дел од нашиот молитвен живот. Но, исто така верувам дека нашиот небесен Отец сака да научиме самите да му се молиме. Сметам дека тоа е една од одликите на зрелите христијани. Тие редовно практикуваат молитви, како за себе, така и за другите луѓе. Например, во оваа молитва никаде не се бара исцеление за болестите, но ако вие или пак некој што го познавате е болен, Бог сака да се молите за таа здравствена состојба. Тука исто така не се бара Божиот допир за оние што душевно страдаат, но ако познавате таква личност, молете му се на Бога со своји зборови за неа. Молитвата Оче наш е прекрасна и длабока. Таа има важно значење во молитвениот живот на црквата, но не треба да биде единствената молитва што се практикува помеѓу верниците. Во следните стихови Господ Исус зборува за постењето. Во суштина зборува за слични нешта како и претходно, односно за мотивите. Стих 16. Кога постите, не бидете жалосни како лицемерите, зашто тие се ги прават лицата нажалени за да се покажат пред луѓето дека постат. Вистина ви велам, дека тие веќе ја добиле својата награда. Со други зборови, ако постите, немојте другите да знаат за тоа. Тоа треба да биде лична духовна практика.
Ако на тој начин го практикувате постот, ќе извлечете голема духовна полза од него. Во стих 19 се вели: не собирајте богатства на земјата, каде што ги јаде молецот и рѓата, и каде што кратците ги подкопуваат и крадат. Господ Исус зборува за парите. И тоа е тема за која ретко се зборува во црквите. Слушнете како гласи небесната мудрост за богатствата. Стихови 20 и 21. Но, собирајте си богатства на небото, каде што ни молец, ниту рѓа ги јаде, и каде што кратци не ги подкопуваат, ниту крадат. Зашто каде што е богатството ваше, таму ќе биде и срцето ваше. Многу луѓе сметаат дека парите не можат да се ползуваат на богоугоден начин. Парите се материјално богатство, а сепак Христос вели дека треба да си собираме богатство на небесата. Како можеме да го сториме тоа? Еве еден предлог. Наместо да ги чувате парите во некоја банка, инвестирајте ги во небесното царство и никогаш нема да ги изгубите. Што мислам по тоа да ги инвестирате во царството? Сакам да кажам дека треба да ги вложите во Господовата работа. Ако сте дел од некоја добра црква, во која како свештено лице служи добар човек, можете да седнете со него и да го прашате кои се потребите на црквата. Дали има некоја мисија која би можеле да ја поддржите? Би ве советувал да бидете внимателни со давањето пари и да давате таму каде што знаете дека има потреба и онака како што Бог ве води. На тој начин ќе бидете послушни на овие зборови на Господ Исус Христос и ќе собирате богатства на небесата. Тој многу јасно кажува дека ние луѓето го даваме своето богатство таму каде што веќе се наоѓа нашето срце. Луѓето чии срца се насочени кон Бог и небесното царство даваат од своите финансии за Господовата работа. Оние што мислат само на овој земен живот, ги трошат парите на своите телесни желби или пак ги чуваат. Како што можете да забележите, Господ Исус има што да каже за богатството и материјалните добра. Во следното проучување ќе споделам уште неколку идеи на оваа тема, бидејќи денес немам време да го сторам тоа. Се надевам дека следниот пат веќе ќе завршиме со обработка на беседата на гората. Мојата желба и молитва е да имате соодветно разбирање на овој текст и да можете да го примените во вашето секојдневие. До следното проучување, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.